Македонија има одлични услови за производство на квалитетен мед, но недостасува повеќе помош од државата за развој на пчеларството и ориентирање кон извоз. На денешниот меѓународен надпревар за квалитетен мед, пчелари од повеќе европски и балкански земји разменуваа искуства, но и проблеми. За споредба, субвенциите во Косово се двојно повисоки од оние кај нас. Со субвенциите мало. Треба да, затоа што во Македонија се најниски во рајонот. По пример, јас имам пчели од друга држава, таму узимам повише од овде. 50% узимаме повише, во пример, у Косово. Узимаме 15 евро, но овде околу 500 денари, 600. Сни потенцирали дека за програмата за рурален развој бараме ДДВ-то да се намали како значи од 18% на 5%. Оти на сите земјоделци е 5% за опремате, остана само уште ние кај нас пчеларите да се намали на 5%. Министерот за земјоделство вели дека е свесен и треба уште повеќе помош и поддршка за пчеларството, но тврди дека последниве години носеле низа мерки за подобрување на состојбата во оваа гранка. Значи имаме зголемување на пчелни семејства, исто така слушајќи го гласот на пчеларите, направивме и одредени промени во финансирањето, односно во финансиската поддршка преку нашите програми. Така да веќе прва година направивме зголемување од 600 на 800 денари за расовните категории. Она побарањето што го имавме од Сдруженијата, оваа година, значи 2019, минимумот кој што беше до 30 пчелни сандаци, оваа година е најмален на 10. Резултатите од анализите направени од експерти и според европски стандарди покажале дека земјава има квалитетен мед. 95% од медовите што биле дел од конкуренцијата, а половина од тоа се медови од Македонија, ги исполнувале и условите според критериумите и правилниците за квалитет на Европската комисија. Во Македонија има околу 240.000 пчелни семејства и околу 6.000 пчелари. Со поголема поддршка и помош од државата, оваа гранка може лесно уште повеќе да се развива.